продолжуваме понатаму со Македонија денес, а тоа значи дека ни следува првиот разговор за денеска во студиото. Јас и Сања веќе си ја пречекавме нашата прва соговорничка и гостинка, а ви најавивме каков тип на разговор ќе имаме. Имено секој од нас веројатно самиот се бори за некаква среќа, за некакви успеси кои што лично си ги зацртуваме. Меѓутоа за успешно да чекориме по тој пат веројатно дека треба што подолго да ја задржиме нашата позитивна енергија и позитивно да ги насочиме нашите мисли. Тоа вака убаво звучи, меѓутоа понекогаш знае да биде и не толку лесно, во зависност од влијанието на средината во која што функционираме, а понекогаш и самите едноставно се чувствуваме можеби не толку убаво, не толку расположено и таа ситуација не знаеме како да си помогнеме за да ја промениме. Денеска ќе говориме токму за тоа како позитивно да ја насочиме мислата и тоа да го задржиме, Сања. Секако, затоа што живееме во едно време кога е модерно време, можеме да кажеме, на живење, брзо живење, а постојано се соочуваме со секакви ситуации, со секакви луѓе. Не секогаш можеме да останеме со чиста и позитивна мисла. Многу работи влијаат на тоа каков ќе ни биде денот, кого се ќе сретнеме, дали тие ќе делуваат на нас позитивно или негативно, но најважно е, како што каже Јана, да успееме да ја задржиме позитивната мисла и секако со позитивен пристап да постапуваме кон сите работи. Јас умеам да кажам дека насмевката е бесплатна, а на секого многу добро влијае, а токму една добра насмевка може да ја врати позитивната енергија и позитивната мисла и кај останатите луѓе. Затоа немојте да ја штедите и бидете секогаш позитивно расположени со сите во вашето опкружување и верувајте дека тоа многу ќе допринесе и за нивното расположение. За сето ова секако дека денес имаме гостинка која што со својата позитивна енергија секако го исполни и нашето студио, а верувам дека и ние како такви домакинки успеавме да ја пречекаме и нејзе во едно позитивно светло во нашето студио на телевизија 24 во Македонија денес. За прв пат можам да кажам добар ден и добре ден на Катерина Ангеловска, тренер за принципи за успех, за личен развој и мотиватор. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам многу за ова гостување во ова прекрасно студио. Изгледа феноменално, како овдека во живо, така и на телевизија. Најавата ви беше преубава, не знам што да зборуваме повеќе. Широка тема и има што да се говори, баш ни е драго што еве за прв пат сте наш гостин тука во телевизија 24 и ете се погоди првата тема да биде токму ваква. Кажавме со Сања, веројатно кога имаме позитивна енергија се е полесно и кога така ги насочуваме нашите мисли, меѓутоа веројатно ете тој тешкиот дел е како да ја имаме и како да ја задржиме. Дали е тоа според вас тешко или лесно? Се согласувам со вас. Е тешок процес. Кога ја започнав јас да се занимавам пред се со оној мој личен развој, кој што трае веќе години наназад, децении можам слободно да кажам, една од работите кои што започнав да ги практикувам во моето секојдневие беше афирмирањето. Кажувањето на афирмации, кратки позитивни реченици. Но додека стигнеме до афирмациите, сакам само да кажам претходно нешто. Ние не сме свесни колку влие тоа што го кажуваме во нашето секојдневие. Прецен или мислата која мислиме и она што го изговараме во надворешниот свет. Како и се останато, на сето обкружување, сиот овој универзум, се е енергија. Меѓу другото и мислата е енергија, а свесните мисли се практично оние афирмативни реченици, афирмации кои што ни помагаат да ја промениме нашата реалност, да го промениме нашето окружување. Јас честопати знам да кажам дека позитивното размислување не е клише. Позитивното размислување е една од најклучните животни човекови стратегии. Зошто? Бидејќи тие ни овозможуваат не само да ја одржуваме таа мотивација постојано, туку едноставно полесно да ги надменуваме сите оние стравови кои што ни се појавуваат, затоа што стравовите секако ќе постојат. Негативни мисли секако ќе ни доаѓаат. Ќе имаме и моменти кога ќе бидеме долу, ќе има моменти кога ќе бидеме горе, меѓутоа е многу важно како да го одржиме целиот тој процес, како што и кажавте на самиот почеток во најавата. Постојат различни техники кои што секоја индивидуа треба да се пронајде собствената техника која што најдобро ќе му влијае во целиот процес на одржување на таа мотивација и инспирација. А мислата, односно позитивниот кажан збор, тие позитивни кратки афирмативни реченици и те како влијаат во целиот процес на создавање на реалност која што ја посакуваме. Афирмациите практично се кратки позитивни реченици кои што претходно споменав, кои што влијаат на подсвесни програми кои што ги имаме, блокади, вредности, верувања, навики кои што си ги носиме
како резултат на она што се нарекува влијание од родителите, од околинето уште кога сме биле млади, од наставниците, учителите, професорите, другари, пријатели, фамилија и така натаму, и сето тоа влие во нашата подсвест, влие во создавањето на личност каква што сме сите ние. И афирмативните реченици, јас зборувам лично за себе, и те како ми помогнаа во процесот на позитивно размислување и создавање на реалност, која што јас ја посакував и тогаш се уште ја посакувам и ми создава нешто што јас го сакам. Токму така убаво рековте, со афирмативни реченици секогаш можеме да влијаеме добро и на себе си и на останатите околу нас, не е тешко да кажеме јас можам и да поверуваме во тоа наше јас можам, или да им дадеме потврда на другите околу нас дека ете и тие можат и тие имаат сила и енергија некои работи да ги надминат, иако можеби изгледа сето тоа тешко. Иако често се сретнуваме, можам да кажам и почесто за жал, со луѓе кои што критички се настроени кон нас и кои што се трудат можеби на некој начин таа позитивна енергија кај нас да ја убијат. Иако ние изгледаме дека сме полни со живот и со елан, дека можеме, ќе се соочиме често на тој пат кој што секако сите сакаме да го оствариме кон личниот развој и успехот, да не идеме на луѓе кои што ќе представуваат блокади во тоа, односно ќе се потрудат на некој начин да не спречат. Како тука да се одбраниме? Пред се е важен да почнеме од себе си. Значи, промената започнува од себе си. Јас не можам никого да променам и не е ни целта моја никого да променам. Се додека не сме подготвени за промена, промената нема да се случи. Кога јас ќе бидам подготвена за промена, почнувам и свесно да ги прифаќам и да ги гледам работите што ми се случуваат, како што пред малку кажавте. Значи, постојат луѓе кои што влијат, знаат да бидат негативни и по природа може би се негативни, тоа се значи, тоа е нивна карма, што би се кажало, тоа е нивен живот. Меѓутоа, доколку сакаме да влијаеме пак на такви луѓе, многу е, според мене, клучно и голема работа е да почнеме ние да се менуваме. Лично ние да се менуваме, ние лично да почнуваме да ги кажуваме тие афирмативни реченици и ние да бидеме она камче во вода која ќе го фрлиме во мирна река, знаете, она камче кој ќе се фрли, кој ќе почне да бранува, практично така и да влијаеме на околината, затоа што со таа една љубов, со таа една добрина кога ќе се поставиме кон луѓето и таа позитивна мисла, луѓето и како ќе се подзамислат. Може би не така на почетокот, нели, експресно и брзо, меѓутоа ќе влие. Јас верувам дека влие. Вие кажавте дека си постојат и сами по себе луѓе со различна карма, ја нарекувате вие. Знаеме и познаваме луѓе кои што од секогаш првата асоциација за нив ни е среќа, позитивна енергија. Баш скоро зборував и со една наставничка која што има прилика да работи со мали деца и самата кажува за одредени примери дека кога тоа дете ќе влезе во училницата, шири толку многу, грее, шири толку многу позитивна енергија. Зборот ми е колку е тешко кога тоа го носиме и имаме таа енергија да ја задржиме, затоа што кажа Сања, се среќаваме со секакви и ситуации и личности, постојат такви кои што е многу тешко нешто да се помести кај нив и да посакаат тој пример на позитива, на среќа, да го применат и самите на себе, меѓутоа тешко е пак и ние да се заштитиме од енергија која што не кореспондира со нашата. Да, се согласувам целосно. Постојат различни техники за задржување на таа енергија за која што постојано зборуваме. Јас користам одредени техники кои што се за мене клучни и ми помагаат во процесот на задржување на мојата енергија и да останам позитивна, да останам оптимистична, затоа што и јас имам моменти кога имам блокади, не блокади, како се вика на македонски, се извинувам, сомнежи, кога имам сомнежи за одредени работи и ми е потребно да се подигнам, се дружам со позитивни луѓе, за кои што знам дека ќе влијаат на мене позитивно. Користам одредени техники да не навлегувам сега посебно што тоа значи, кои што ме подигаат. Вежбам јога, медитирам многу често, 2 пати дневно практично медитирам, веќе години наназад. Користам и друг тип на медитација кои што ми помагаат во процесот. Медитациите се одлична алатка за смирување на умот, за смирување на енергетското ниво и за создавање на една убава енергетска обвивка околу нас, која што ќе ни овозможи
полесно да се заштита, да се движиме во светот кој што и не е така розев. Да, наистина не е розев, но ете постојат начини, техники, секако пред се треба да се сака тоа да се постигне и да се добие тоа ниво на смиреност, за да може позитивната енергија подолго секако да трае во нас. Ние ќе ги поканиме и гледачите на 24, секако доколку имаат некое прашање, нашата гостинка е секако расположена, својата позитивна енергија, како рековме, да ја расшири и на вас, па слободно јавете се до крајот на разговорот со Катерина Ангеловска. Како што рековте, вие имате своји начини, секој може да ги пронајде начините, а во самиот почеток на разговорот рековте дека позитивната мисла веќе не е некое клише, дека тоа веќе стварно зазема своја позиција и свое место и се докажува дека доколку позитивно размислуваме за некои работи, ќе можеме да ги оствариме, дека доколку одиме афирмативно кон нешто, дека тоа ќе биде и дека тоа сакаме да биде, имаме многу поголеми шанси тоа да го оствариме, доколку ако во одредени ситуации не веруваме во нештото и од самиот старт тргнуваме со негатива, дека не, јас тоа не можам да го, не е тоа возможно во мојот случај, тука веќе самите си ја дигаме, односно рачната и го запираме процесот. Постои она, внимавај што ќе помислиш, може ќе ти се оствари. Да. И кога ќе се постават цели, практично, сите ние поставуваме цели, како се поставени целите, дали со одреден рок, тоа апсолутно и не е толку важно. Важно е ние како ќе ја поставиме целта. И кога целта ние поставуваме умствено, ние имаме одредени потреби кои што сакаме да ги оствариме, сакаме нешто да постигнеме и остваруваме таа цел умствено. Во тој процес на остварување на целта, афирмациите и како ни помагаат во процесот на остварување на целта, на оној исход кој што сакаме да го видим. И ние кога ќе ја поставиме умствено таа цел, практично како и функционира, често пати велиме законот на привлечност ќе ни ги донесе сите убави работи. Многу е важно да ја поставиме целта умствено, а практично ја донесеме овде во срцето и да веруваме, тоа што го кажавте претходно, дека ќе се оствари. И покрај тоа што ќе се појават одредени сомнеш, брзо треба да најдеме алатка која што ќе ги тргне да се вратиме на да се вратиме на колосекот и да продолжиме таму каде што сме тргнале, да бидеме фокусирани и да веруваме и најважно се акција да преземеме. Без акција ништо не правиме. Да. Веќе го имаме првиот наш гледач за денеска кој што ќе сака можеби да постави прашање или да даде свој коментар на темата на која што говориме и затоа сега му даваме предност и му велам добар ден. Добар ден. Гледам две прекрасни девојки и една прекрасна гостинка. Ви благодариме. Одлична ви е темата. Искрено да ја поздравам оваа тема и да ви кажам дека на многу луѓе оваа тема ќе им помогне, ако не и им помогнала до сега. Ја пратев гостинката и да ви кажам, во многу се согласувам со нејзе. И сега јас вака би прокоментирала, доколку има нешто да ме коригира, слободно ќе бидам на линија. Значи, ако знаеме дека да се оградиме, нели, ако умееме да се оградиме од негативно насочени луѓе кои буквално можат да не оптеретат и не оптеретуваат, тогаш некако и ќе си ја насочиме мислата према позитивното. Тоа е моја дефиниција да кажам. И сега, како јас, како човек, на кратко ќе ви кажам, бидејќи животот не е баш така лесен и розов, ама пробуваме преку нашите мисли да го направиме да не биде тако. Значи, реалноста се карциноми, што сум поминала, реално се операции на дете, кое ми е 5-16 пати оперирано, кое едва сум го спасила во животот и така натаму. Што ми помогнало, морам да го споделам со вас. Една јака автосугестија. Морам, се тргам од негативните луѓе, едноставно се соочувам сама со своите мисли, со своите ставови, нив ги третирам за најисправни, за најпозитивни и да видите дека имам одлични резултати. Моето е добро, таа е автосугестијата, моето чини, мојот дом е најубаво среден, можда не е или така, меѓутоа тоа е мојата автосугестија. И крајно ќе речам, мојата насмевка е најубавото секојдневие
што ми почнува од утрото до крајот на денот. Толку имав да кажам, јас сум на линија, ми интересира коментар од вашата гостинка. Благодарам многу. И ние ви благодариме за тоа што го споделивте вашиот пример и начин на функционирање, на вистина позитивен и се вклопи целосно во она што го говориме. Вашиот коментар? Прекрасно. Господјата е херој. И покрај сето што ви се случувало во животот, вие сте успеале на еден феноменално фантастичен начин да останете присебни, да останете доследни на вашата љубов која што ја носите во себе, љубовта кон вашето дете, љубовта во домот кој што го имате и начинот на кој што кажувате дека вие афирмирате за вашиот прекрасен дом, за вашите прекрасни мисли, за вашата насмевка со која што ви почнува ден. Вие сте херој за мене. Секоја чест и само така продолжете, затоа што тоа е начинот. Верувам дека верувате во тоа, затоа што и самиот живот ви покажал дека е сето ова веродостојно и е применливо и е нешто што го менува курсот на животот. Ја менува реалноста. Да, а вакви ситуации, како господјата кои што има, треба да ни помогнат на сите нас да погледнеме дека има луѓе кои што имаат навистина проблеми во животот, кои што се соочуваат со навистина големи стравови и покрај тоа успеваат да задржат позитивната мисла, секако да бидат едни водечки примери во тоа како и ние треба понатаму да се надоврзам. Ова е веројатно еден идеален, би рекла, пример за тоа како некој успева своите позитивни мисли и енергија да ги задржи. Која е разликата според вас основна помеѓу таквите кои што можат доследно да држат до овој пат кој што си го зацртале и оние кои што можеби не се соочуваат ни со половина од вакви животни ситуации или проблеми, меѓутоа многу помала работа им е потребна за да излезат од тој колосек. Да, тоа се сите оние програми што си ги носиме ние, затоа што ние се раѓаме пред се, кога веќе го спомнавте стравот, господјата имала толку стравови, меѓутоа позитивната мисла, она предпоставувам и го визуализирала како позитивен исход во целата таа ситуација, ја довело таму каде што се наоѓа сега. Прекрасно ни се јави со прекрасен тон на глас, се чувствува дека е и благопријатна и се наоѓа во состојба во која што сака да се наоѓа. И сите оние што ги носим, тоа сакав да кажам, извинете, ние се раѓаме, бебето се раѓа со два страва, се раѓа со страв од бука и се раѓа со страв од паѓање. Сите стравови нас не се наметнати во текот на животот. И сите оние блокади, стравови што ги носиме од нашите родители. Колку пати само во животот сме слушнале немој, не чини, не и само не. И тоа расте, како идеја расте и влезено е веќе во подсвест. И постои во сите тие фолдери во нашиот подсвест, така да ги наречеме, нели? И во одредени ситуации што се случува некоја ситуација, излегува стравот. И на господјата се случило тоа што и се случило, меѓутоа позитивната мисла ја насочило на еден добар курс. Но да се надоврзам за тоа што го кажавте, постојат луѓе кои што и не се наоѓаат во толку можеби тешка ситуација, меѓутоа се сепак негативни. Се сепак нечени животот, постојано наоѓаат некои да критикуваат, постојано наоѓаат некого да се жалат, да обвинуваат. Сето тоа се луѓе, според мене, кои што не преземаат одговорност за сопствениот живот. Кога јас ќе преземам одговорност за сопствениот живот, јас не можам да барам изговор надвор од мене. Јас знам дека моќта лежи во мене, дека надворешните фактори не влијаат за мојот живот. Тие постојат. И тие се тука како моје огледало. И кога јас ќе го прифатам на едно свесно ниво, ќе го освестам тој момент, јас можам да дозволам тие да влијаат на мојот живот и на мојата реалност. Но доколку не дозволам, си најдам јас сопствени лични алатки, како што господјата си нашла своји лични алатки, и се оградува од негативните луѓе кои што се во незиното окружување, ние создаваме реалност која што ја сакаме таа реалност. Наша реалност. Тоа е тој закон на привлечност. Тоа е тоа позитивната мисла ти враќа со позитивно. Одлично кажано, во секој случај поттикнавме интереси кај гледачите на телевизија 24, сите оние кои што редовно следат Македонија денес. Го имаме и следниот гледач. Добар ден. Да. Повелете во програма, сте да ве чуем. Да, дали е добар ден или добро утро, сепак нека биде еден поздрав до три прекрасни дами. Прво на телевизија 24 сакам да го честитам ребрендирањето на името ново за вашава прекрасна нова емисија. Продолжете така. Меѓутоа,
кога ја отпочнавте емисијата и покрај тоа што не бев присутна во моментот на представувањето на вашата гостинка, која што од очите позитивно зрачи, знаете што ми даде една насмевка на устата и на очите, тоа е што видов еден нов лик на телевизијата ваша, кој што досега во ниеден медиум што сме го гледале не е присуствувало. Знаете, нас консументите на вашите програми не интересира нешто ново што не е видено и слушнато, а сепак стручно подготвено да ни пренесе тоа што нас ни е најпотребно. Благодарам за оваа гостинка, за овој прекрасен лик. И оно што сакав да ја прашам, во суштина го слушнав сега во меѓупериодот од претходната гледачка и моето јавување. Единствено само ќе кажам дека практицирам јога, медитирам со години, правам ребрдинг, односно дискреирам мои негативни мисли, што во почетокот од како ги научив тие техники ми одеше полесно, сега ми е малку потешко и одам кон креирање на позитивни мисли кои што таму кај што јас го таа техника ја совладував, ги нарекувавме алфа мисли. Значи, избегнувам од кармата која што кармички би е дадена од, да кажам, предците мои, и уште еднаш, да не должам, да бидам кратки, да оставам простор на другите гледачи, благодарам за денешната емисија, благодарам за гостинката и продолжете вака со вакви теми кои што половина или час време представуваат бесплатни совети на целиот наш народ. Ви благодарим на многу. Потребни. Многу ви благодариме. Поздрав до вас, навистина многу ни значи, тогаш кога ќе има вакви реакции, тогаш кога целта на некој начин сме оствариле да ги задоволиме и вашите вкусови, да го задржиме вашето внимание. Секако секој од вас различни нешта го интересираат, меѓутоа се надеваме дека за секој ќе има по нешто. Имаме веќе веднаш следен гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Дали си уште гледачот на другата линија? Дали се слушаме? Доколку не, ќе продолжиме со Катерина. Еве, веќе гледачите реагираат на тоа дека имаме нов лик на екраните. Што е и вистина, секако со таа позитивна енергија, како реков, и дојдовте во нашето студио. Ми е драго што вакви искуства слушаме од гледачите. Тоа значи дека веќе сме на прав пат. Да. Се повеќе и повеќе се освестуваме. Не само тука во Македонија, и глобално. Дојдено е време да се вратиме на она што се нарекува јас. На она што се нарекува вистинската Катерина. И секој за себе, нели? Долги децени, години, стотици живеевме во еден систем кој што беше наметнат и се уште е наметнат, меѓутоа дојдено е време кога веќе се појавуваат се повеќе и повеќе луѓе кои што пренесуваат својата мудрост и своето знаење, почнувајќи од гуру, учители, водачи, ги има безбројници. И особено јас се радувам што овдека во Македонија се повеќе и повеќе има учители за јога, за медитација, за хипнотички регреси, не хипнотички регреси, шамански патувања, вакви техники, центри за психологија, и тоа нека го има во што е можно поголем број, затоа што на вистина во Македонија е потребно освестување. Гостинките, слушателите кои што се јавија, прекрасните господи, се слуша во гласот дека работат на себе, внимаваат за тоа што го внесуваат како и физичка и ментална дисциплина, внимаваат што размислуваат, што мислат, како се однесуваат, каква реалност си создаваат. И јас ги охрабрувам сите во Македонија, конкретно во Македонија, да ги користат и да си го најдат своето место, да си ја најдат техниката која сакат, да посетуваат што е можно повеќе семинари, затоа што на секој семинар нешто ново ќе дознаат и ќе слушнат. И со секоја емисија секако нешто ново, ние ќе имаме чест да ни гостувате и почесто, се надам, доколку тоа вашето време ќе го дозволи, затоа што гледачите тоа веќе го посакуваат и го препознаваат како интересна тема и одличен соговорник кај нас во студиото, па веќе го имаме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до двете дами.
Сакам нешто околу позитивно во мисла Нелич. Сега дојдеме во една таква ситуација, бидејќи ќе ни треба позитивно насочување на мислата. Овие 11 години, колку сакате да бидете позитивно намислени за да биде како што треба, не можеше да биде. Ради власта, така отворено ќе кажем. Мислам дека доаѓаат денови за Македонија да отидеме таму кај што треба да отидеме, там дека ќе треба еден голем период. И тоа мислам дека овој Евровизион што ми го направи Груевски, катастрофа за македонскиот народ. И меѓу другото ви кажа, значи, носењето на извршители со Манецки, мои пријатели многу умре, жал за тие пријатели што умре, бидејќи не можеа да најдат позитивна мисла према тие пред се и нас извршители кои го зробија македонскиот народ. Ја имам едно 10 извршители, ќе ви кажам кај ние за не сум отишол, бидејќи немам пари да платам, но сугестивно мислам дека ќе дојде денот кој ќе можем горе-доле да ги платам тие ситуации. Иначе едно идење таму кај ним, само нервоза и доаѓа до тоа што треба да дојде до смрт. Се знаде, не сакам да урам, као моите пријатели, и мислам дека во оваа ситуација што вие правите, сме на права ситуација да искочиме од овој груевизам и да живееме онака како што треба. Фала ви. Ви благодариме. Ќе Благодариме. го вклучиме и вториот гледач. Добар ден. Само намалете го тонот на телевизорот и да можеме да ве чуеме подобро. Дали е тука веќе следниот гледач и дали се слушаме? Ние ве слушаме, повелете. Ало, Повелете, во програма сте. дали сум оправдана? Да, ве слушаме. Јас се јавам од Бикова. Позад до вашата емисија, позитивно насочување на мислата. Многу ви е убава емисијата, ама позитивното насочување кон мислата треба да живееш во таква средина, па да имаш позитивни мисли. Прво, нашите деца немаме добри мисли, да бидиме позитивни, затоа што стари никој не си осамени, а после околината не ни е како што треба да ви кажам право. Болни сме и никој не прашва како живееме, што живееме. Пред изборите врват анкети, сега има старски домови, ама ние не можеме да ги плаќаме и не можеме да имаме позитивни мисли кога сме болни. Например, што да ви станат позитивно кога нема кој да ни поможи во животот. Ви благодариме за јавувањето и вас и претходниот гледач. Свативме која е поентата, немаме многу време, затоа ќе остапиме простор на Катерина да даде едно свое видување на овие гледачи. Одлични, мислам, ми се допадна ова сега што се јавија. Ова е и реалната слика во Македонија, не само во Македонија, секаде, каде што луѓето се наоѓаат во тешка ситуација и како да излезат од таму каде што се наоѓаат. Честопати знам да кажам многу примери, во смисол кога луѓето се наоѓаат, да кажеме, кога ќе се појави некоја тешка болест, нели? И честопати луѓето знаат да кажат добро што е со ракот, веќе го споменеме, како јас сум придонел да ми се случува. Нема да навлегувам многу детално во тоа што значи како настапува таква тешка болест, но сакам да кажам, дали во старт, дали се храниш здраво, дали гледаш телевизии, односно емисии кои што се вознемирувачки, дали се дружиш со луѓе кои што се позитивни или луѓе кои што ти влијаат негативно на твоето битие. Дали се храниш здраво, дали се чистиш, дали медитираш, дали правиш чистење на организмот, зборувам по време. Повторно, да, и дали имаш здрави позитивни мисли. Се што кажа претходниве двајца гледачи, се во право. Што и да мислиш, во право си. Како да излеземе и како да достигнеме тоа ниво на позитивна мисла. На почетокот е тешко. Потребно е да се започне. Доколку не започнеме, потребно е да сакаме да се промениме. Ние можеме постојано да кажуваме дека ситуацијата е многу лоша, окружувањето е многу лошо и дека сиромаштија постои. Се е тоа така.
Меѓутоа, ако сакаме да излеземе од таа ситуација, ние мораме да ја промениме мислат. Постојат безброј примери, нема време да кажеме тука во емисијата, кои што луѓе со тешки болести, со ракови се излекувале врз база на здрава исхрана, врз база на промена на мисли, медитација и така натаму. Постои можност сите да излеземе од таа криза. И замислете, кога сите би ја насочиле мислата позитивно, кога сите би мислеле позитивно, кога зборот би ни бил искажан позитивно, па каква вибрација би била? Ние тотално ќе се качиме на повисока вибрација, на повисока вибрација. При крај сме со времето на вистина, а имаме уште двајца гледачи, така што уште во стартот апелираме да бидат кратки, за да им оставиме простори на двајцата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Ве поздравувам сите во студиото, посебно гостинката. Благодариме. И ви сакам да ја поставам едно прашање. Каков е нејзиниот став во врска со сентологијата? Како учење, како движење, како да го наречам, пошто исто така тоа проповеда љубов меѓу луѓето, позитивни мисли и така натака. Ме интересира нејзиниот став во точно конкретно за сентологијата. За сиентологијата. Да. Ви благодариме за јавувањето, доколку и следниот гледач се уште тука, го вклучуваме. Добар ден. Ве слушаме. Ви благодарам за насмевките. За тие погледи, благи, нежни, топли. Да сте ми живи и здрави. Може да ви кажам, ве сакам и тоа ме прави среќна. Ме прави богата. Сите три. Ви благодарам, затоа сме тука. Сега да ви кажам, од изборувате со една обична жена, мајка и баба, на едни мили дечиња, која има љубов за целиот свет заедно. Ајде да дадеме и 2 села повеќе. Да ви кажам дека имам поминато карцином на града, на гениталии, и јас и мажот ми, но со Божи благослов, јас сум христијанка и со љубовта на моите доктори. Љубовта е голем мелем, морам да кажам, оти го осетив и покојни Крсковски, морам да го спомнам, нема да ми замерите, неговата љубов и грижа, а да не зборувам за мојата прекрасна докторка Смичковска, на која што е професорка на Институтот за радиотерапија и онкологија. Не само што е прекрасен стручњак, таа е светиња ми, едноставно светиња ми е 20 години ме држи со незината љубов, со позитивна мисла. Не знам, не можам да го најдам поубавиот збор од она светиња. Ние го чувствуваме тоа секако во вашиот глас и ви благодариме многу за сите убави зборови искажани кон сите. На крајот сме од разговора, да ја остапиме простор на Катерина, ветуваме повторно ќе ја донесеме. Да, прекрасно беше госпоѓата. За првото прашање што беше од слушателот, гледачот се извинувам, јас немам познавање за сиентологијата и прашањето беше мојот став за сиентологијата. Не ја познавам таа наука и не го познавам тоа движење. Не можам да зборувам за нешто што не го познавам, а што се однесува до господјата, да, прекрасен и беше гласот и многу убаво кажа господјата, љубовта ја носи позитивната мисла, затоа што љубовта нас не движи практично и таа позитивна мисла потекнува од љубовта која носиме пред се за себе и за сите други. Многу убаво кажа, љубов за сите, за целиот свет. Да, и прекрасно зборуваше. Убаво зборуваше. Мило ни е што ето оваа тема им се допадна на гледачите, што денеска ни дојдовте и нас ни донесовте позитивна енергија. Така ќе почнеме неделата. И секако се надеваме дека повторно ќе ни гостувате за убави теми, за најразлични теми, да дадеме убави совети за како да ни биде се полесно и поубаво. Да, ви благодарам многу. Има толку работи да се кажат во ова кратко време. Се сакаме да кажеме. Ви благодарам за гостувањето. Прекрасно и мене ќе ми започне целата оваа недела и ви посакувам многу успех и на сите гледачи. Целта е постигната, сите позитивно расположени. Ја започнуваме оваа работна недела и Македонија денес. Јана,
убава енергија во нашето студио, мораме да признаеме. Да, се надеваме дека таква ќе ни остане и до крајот на оваа емисија, а и воопшто, така што ве покануваме и вие да бидете заедно со нас и понатаму следете ја телевизија 24, а во продолжение ќе погледнете 24 анализа, овој пат со колегата Сеат Ризвановиќ.